вчерашната вест дека во истражниот затвор во Скопје имало физичка пресметка во која настрадаа поранешни министри од ВМРО ДПМНЕ е настан без преседан и бараме брза разрешница, но и одговорност. Се обраќаме најпрвин до министрите за правда и внатрешни работи. Од нив очекуваме конкретна реакција, бидејќи овие случувања не се одлика на една современа држава која го следи патот кон Европската Унија. Се обраќаме и до директорот на затворот. Како е можно во затворот, во два различни периоди, во ист ден да се случат два различни инциденти со физичка пресметка? Директоре, наместо да барате кој прв почна, време е да си ја подпишете својата оставка, бидејќи луѓето во затворот ви се повредени. Луѓето не се безбедни во институцијата која ја водите и никакви изговори не може да го оправдаат овој пропуст. Имајќи во предвид во погоре наведените факти, се надеваме дека судот ќе овозможи домашен притвор за луѓето чиј живот е загрозен и ќе се престане со дополнителните барања за притворање на пратеници. Да подсетиме, ова е веќе 8 барање за одземање на имунитет на пратеник. Сакаме да се обратиме и до Христијан Мицковски. Тој, како председател на ВМРО ДПМНЕ, треба да свати дека има поважни работи од тоа да биде сликан. Парадирањето вчера и демонстрацијата на сила е уште едно шоу, бидејќи тој знае дека не може да се посети притвореник без судска дозвола. Христијан Мицковски не ги посети луѓето од настаните од 27 април, кои веќе втора година се во притвор и за нив досега не покажа никаква грижа и интерес. Непревземаната одговорност за сите важни одлуки за Македонија не може да се покрие со носење камери и драматични изјави. Конечно, треба да превземе конкретни чекори и преку разговор со сите политички партии да се изнајдат решенија за стабилизација на јонака кревкото општество. И за крај, премиерот има обврска да седне со сите политички чинители и помирувањето да стане реалност. Ви благодарам. Молам? Од нашата независна пратеничка група нема членови на комисијата на пленарната, нема да гласаме за одземање на имунитетот. Мојата ќерка не е на работа таму. И затоа имаше соопштение од Фондот за иновации. Никаде не е на работа.